На пролет избори започнува лицитацијата за плати и пензии. Во суштина платите, порастот на плати е поголем него инфлацијата си во овие години. Јас сум сигурен дека во овој моменти да седнеме и да кажеме дека ќе даеме дополнителни 10%, за 2 до 3 месеци ќе имаме ново варање за дополнителни 10 или 15%. Распродажба на националното богатство и државните ресурси. Македонската влада преку ЕСМ се здобива со 33% од сопственоста на Чебрен. Ние можеме како држава да извојуваме по 70 милиони евра годишно и за околу 800 милиони евра да го изградиме Чебрен и на тој начин оваа држава ќе го има Чебрен во своја сопственост. Како тоа Македонија од странскиот партнер ќе биде позадоволна од самата истата таа Македонија ако сама го изгради. Корупцијата го разјадува ткивото на ово општество. Прашината на режисерот Милчо Манчевски повторно ги дразни филмаџиите. Но кој го собира кајмакот во агенцијата за филм? Досегашниот мој успех и квалитетот на тоа што го нудам се минус. Веројатно затоа што на некои луѓе им го нарушувам владењето на медиокритетството. Во последниот филм Кајмак, го спомнавте, колку е собран кајмакот. Значи, кајмак е поддржан од агенцијата за филм со, например, на пола помалку пари, од што во исто време е поддржан Хомо. Филм кој исто така го поддржа агенцијата за филм. Плюс-минус. Земи, време е да наплатим. 5 века крв. Македонски режисер со најзавиден филмски опус. Неговиот и наш Пред дождот стана своевидна трилогија на зборови, лица и слики и за препознавање на Македонија. Со својот дебитантски филм Пред речиси 3 децении Милчо Манчевски освои Златен лав, престижното признание на популарната Мостра. Следува и 30 награди и номинации за Оскар. Во неговиот опус се и филмовите Прашина, потоа Сенки, Кајмак, Врба, Мајки, Биста. Неговите филмови се прикажани на речиси 200 меѓународни фестивали. Во 2012 година ја добива престижната награда, односно титула Национален уметник. Подосна и македонски амбасадор на културата. Господин Манчевски, на почеток ќе почнам со една ваша констатација. Сликата е убава, ама зборот за мене е слобода. Ова мисла ме мотивира да ве прашам зошто во оваа слобода нашата реалност е многу се постсурова. Па сложено прашање. Не знам, веројатно затоа што во принцип има големо раслојување секаде во светот и кај нас. Кај нас има дополнителни проблеми кои го прават животот уште по-тежок и по-лош. Мислам, нели, не откриваме Америка ако кажеме дека корупцијата го разјадува ткивото на ово општество. Ако го носите ореолот за најуспешен во седмата уметност, дали тој статус на Милчо Манчевски му обезбедува поедноставен пристап до нови проекти, финансии, создавање, исклучување на соработка со други копродукции? Па, човек би помислил дека е така, ама уствари не е. Значи, кредитот кој досега сум го заработил, значи тоа што сум постигнал, и како признание, и како самите филмови, и како значење што тие филмови го имале во животот на ово општество и воопшто во културниот живот меѓународно. Ми олеснува понатамошна работа во светот. Значи, кој ќе се појавам на некој конкурс, не знам, во Данска, например, луѓето го почитуваат кредитот и го почитуваат проектот кој сега го аплицираме, например. Кај нас, во моментов, за жал не е така, кај нас
тоа што до сега сум го постигнал работи против мене. Тоа ми е голем минус. Значи, до сегашниот мој успех и квалитетот на тоа што го нудам се минус. Веројатно затоа што на некои луѓе им го нарушувам владењето на медиокритетството. Значи, со резултати покажувам дека може и од тука да излезат дела кои ќе бидат вреднувани меѓународно и кои за нашата заедница нешто ќе значат, кои ќе бидат најгледани филмови на годината во Македонија, например. Така да, особено последниве години, напротив, мојата работа во Македонија е блокирана. Мислам, она е буквално блокирана, не метафорички. Господин Манчевски, и натаму дигате прашина со најновиот филм Кајмак на меѓународните филмски фестивали, но дел од вашите генерално филмските критичари за вас ќе речат важно си го собра кајмакот, друго не му е важно, алудирајќи на финансиските средства кои се издвојувале во изминативе години за филмовите кои се под ваша капа. Може ли Милчо Манчевски во овие 3 децении, колку што сме независна држава, а и колку што имате реализирано филмови, да каже колку државата му има помогнато финансиски за сите негови дела? Апсолутно, и многу би сакал тоа да биде регистрирано. Го имам кажано неколку пати, ама плукањето е поинтересно и повеќе се памти од фактите. Еве ги фактите. Значи, во тие филмови што сум ги снимал во Македонија, затоа што имам снимано и филмови во кои Македонија не учествува. Учеството на македонската држава во сооднос со учеството на странските партнери е околу, не ме држате за збор, најпрецизната бројка е околу 28% македонско учество, околу 72% странско учество на филмовите што сум ги работил како македонски копродукции. Тоа странско учество е најчесто учество на фондови поддржани од странските влади. Од Велика Британија и Франција во преддождот, понатаму Германија, Италија, Шпанија, Бугарија, Унгарија, Данска, Холандија, Белгија, Албанија и Евроимаш. Значи, односот е 22, 28, 72. Отприлике, значи, 1/4 од вложените пари во овие 6 македонски филмови доаѓа од македонската држава, преку Министерството за култура, Филмски фонд и Агенција за филм, остатокот е дојден од странство. Во преддождот Македонија учествуваше со околу 7% од целиот буџет, тогашни околу 150.000 германски марки. Во последниот филм Кајмак, го спомнавте, колку е собран Кајмакот. Значи, Кајмак е поддржан од Агенцијата за филм со, например, на пола помалку пари, одошто во исто време е поддржан Хомо, филм кој исто така го поддржа Агенцијата за филм. Плюс-минус, отприлике пола. Повеќе од 50% од буџетот на Кајмак беше од странски извори. Значи, тоа е отприлике генералната слика на поддршката. Она што е поважно, тоа е што заедницата, што државата, што народот и Агенцијата за филм и кинематографијата добиваат за тие пари. Дали е тоа некој филм кој ќе има некоја мала премиеричка и ќе го ставиме во фиока, или се прави вредно уметничко дело, за кое заедницата ќе дискутира, кое луѓето ќе го паметат, ќе одат да го гледаат, ќе им значи нешто во срцето и ќе ја представува оваа култура пред светот, на фестивали, во дистрибуција и така натаму. Ево го Кајмак, нашиот продажен агент Левел К од Копенхаген го продаде во 40 кусур земји. Он играше на десетици и десетици фестивали, премиерата имаше во Токио лани ова време. Има еден куп награди собрани од Калифорнија до Порто до Херцег-Нови. Значи, прашањето на резултатите на таа инвестиција на народни пари, на големи народни пари,
во сите македонски филмови. Кој од македонските вистинска отчетност јас не гледам, нели? Ние гледаме прва клапа, се снима филм, има премиера. Океј, во овој филм колку вложи државата, што за тоа добивме, каде се влезот и излезот. Тоа вистински не го гледам и тоа посебно го доживувам како проблем во последно време, затоа што мислам јас on the record имам пријавено агенцијата за филм за коруптивни дејности. Подолг период, особено последниот месец дена, филмската и уметничка јавност ја бренуваат низа на прашања за малверзации, за начинот на кој се доделуваат средства за поддршка на проекти филмски. Тука сте апострофирани и вие. Па не е дека беше се во ред. Јас за прв пат ја пријавив агенцијата на антикорупцијска на Министерство за култура пред 3 години. Скоро 4 години. Значи пред 3 години. И конфликтот, од како ги пријавив за корупција, тие ги блокира моите проекти. Значи блокиране Кајмак, кој е завршен филм, кој е прикажан и кај нас и во светот, агенцијата не ги исполнува своите обврски кон филмот кој е веќе завршен. И со тоа го прекршува законот. Тоа е со одлука на управниот одбор, која е незаконска одлука. Тоа го заклучи Министерството за култура, а за тоа сме и на суд. Па судот ќе каже дали е законски или не е. Го блокираш и следниот проект кој беше одобрен минатата година. За Биста говорите сега? Да, работниот наслов беше Биста, новиот наслов е Збогум Копакабано. Значи Збогум Копакабано беше поддржан, ако веќе зборуваме само за пари, што е штета, тој беше поддржан со онолку пари колку што добива дебитант во Македонија. Во ред, ќе го спакувам како меѓународна копродукција и веќе се во филмот веќе се вклучени 4 земји. 4 земји се вклучени. Во меѓувреме Македонија, односно управниот одбор на Агенција за филм донесува одлука за која, како што реков, Министерството за култура вели дека е незаконска. Со која го блокира и Кајмак, го блокира и следниот филм, значи ова копродукција Збогум Копакабано. Значи, зошто е сега не чини агенција, порано чинела? Јас реагирам на тоа што на нивните постапки. Нивните постапки се местени конкурси, луѓе кои се рецензенти, например финансиски советник кој ги нема квалификациите или образованието да биде финансиски советник, а тоа го работи 7 години веќе. Истиот. Рецензент, невенчана жена на претходниот директор, исто така 7 години. Значи, едни исти луѓе го владеат филмот, едни исти луѓе ги донесуваат одлуките и го собираат Кајмакот. Ова не е моја приватна битка. Мислам, јас ја почнав меѓу другото затоа што мислам дека не е добро. Мислам дека ова корупција е корозија на ткивото, го разјадува ткивото кај нас. Ја не знам што се случува во други области, во филм знам и го кажувам. Ме засега и мене, ги засега и моите проекти. Ми уништува еднината. Господин Манчевски... Уште поважно, само да докажам, има македонската кинематографија е во подем и греота е ова да се одразува и на младите луѓе, на младите автори кои во моментов остваруваат успеси. А кој откако ќе го направи тој успех, ќе се врати тука и ќе се мачи да го спакува следниот филм. Следниот филм ќе биде многу помалку поддржан од што е поддржан филмот на некој Салиери. Значи тоа што го пријавив, го поддржа, потврдија дека постои корупција во Агенцијата за филм. Антикорупцијска, они прошлата недела излегоа со извештај, имаше извештај исто така и пред 3 години. Државниот завод за ревизија, Transparency International, самото Министерство за култура, кое му даде негативна оценка на извештајот на Агенцијата за филм и така натаму. Значи, не е ова Милчо и Бојан како јатрви на Капиџик се караат.
Господин Манчевски, никој не ги оспорува вашите достигнувања, но се наметнува прашањето зошто немате доставено финансиски извештаи за филмот Мајки, а не сте приложиле ниту финансиски извештај за Сенки. Во светските и европски земји најчесто се говори или многу често познати светски актери, фудбалери, тенисери, менаџери одговараат за незаконско работење ако има. И секој треба да одговара за незаконско работење, никој не е надвор вон законот, над законот. Само ова што го кажувате не е точно. Значи, ова е дел од пропагандата, дел од тоа блатење кое Агенција за филм и тие 6 луѓе кои во моментот си ја приватизираа филмската индустрија, го пласираат против мене, најмногу преку партиски медиуми, преку озборување. Извештаи се поднесени. Значи, да повторам по трет пат, извештаи се поднесени. Доколку не беа поднесени извештаи, како Агенцијата за филм, или Филмскиот фонд, или Министерството за култура, ќе продолжат да соработуваат со мене. Значи, Мајки е направен пред 14 години. Во меѓувреме, за филмовите и за поддршка на филмовите, фирмата со која јас работам, со државата има подпишано 6 договори. Како се подпишани тие 6 договори, доколку не биле поднесени извештаи. Значи, извештаи се поднесени. Што и ќе се потврди кога тоа ќе се побара. Значи, ова е употребено како изговор за да се блокираат моите филмови, затоа што јас ги пријавив за корупција. Зошто тогаш владата не го разрешува директорот на Агенцијата за филм? Прекрасно прашање. Како беше оној народна приказна, зошто? Мислам дека за функционер, државен функционер, за кого има негативен извештај од владини, не знам што се институции се вајда, и ДЗР, и ДКСК, и самото министерство, логично би било наместо тоа допуштено е да се користат државните механизми, државни пари, да се користи агенцијата која си плаќа пиар агенција за да ме блати мене, си плаќа новинари, си плаќа адвокати, ако има вработен правник во агенцијата. Значи, тоа е користење на државниот механизам, фатена институцијата за гуша, и тоа го кажуваат, значи побара прекин на тој де факто политички прогон, и они така го крстија, и јас се слагам со нив, и Венецијанскиот фестивал, најстари и најреномиран на светот, и Меѓународната федерација на филмски критичари, ФИПРЕСИ, и Коалицијата за заштита на укажувачи на Југоисточна Европа. Кој од вашите филмови најсоодветно ја има антиципирано состојбата денес во Македонија? Мене најдраг филм ми е Мајки. И на некој начин можеби тој и најверно отсликува еден најверен снапшот на тоа како изгледа да се живее во Македонија во тоа време. Не зборувам за случувањата, за заплетот во филмот, туку зборувам за текстурата, за вкусот, за чувството како изгледа да се биде во мало градче или како изгледа да се живее во Скопје или во напуштено село. И тоа не затоа што дел од филмот е документарец, туку затоа што не знам, тој филм некако има најмногу огледало во него. Ке ве вратам, речиси 7 години наназад, 2016 година, дадовте лична поддршка на протестите предводени од шарената револуција и тогаш рековте, ова е шанса да се сврти нов лист кој не треба да се пропушти, да нема криминал, лажна демократија, подобни на наши и ваши. И денеска, што? Каде сме? Не ви требам јас да ви кажам каде сме. Во многу работи очекувањата, а бога ми и ветувањата
не се оствари. И тоа е дуплизијан. Тоа е дуплизијан затоа што за многу луѓе тоа значи губење на надеж или ронење на надежта која жално е. Во каква состојба живееме денес? Па јас не можам да бидам песимист или апатичен. Ја и како човек, а и како филозофија, мислам дека секогаш треба да се бориш и тоа да се бориш до крај, до даска. Знаеш што, мислам, не сакам да генерализирам, различни луѓе различно се чувствуваат, ама мислам дека чувството моментално и тоа не треба да се лажеме, не треба и тоа не е врзано за една партија. Тоа е едно разградување на општествените односи кои се случуваат долги години, се случува со децении и оди наспроти она што сме го учеле дека секојаш има прогрес. Испаѓа дека прогресот некојаш иде надоле, па иде на страна, па после можеби пак ќе тргне на подобро. Како живееме? Не многу убаво. Ама со надеж дека со ангажман може да биде поубаво. Ангажманот нема тој да ни го реши некој од страна. Нема да ни го реши некоја влада или да ни го реши некоја Европска унија. Манчевски, ако државата ја воделе повторувачи со презир кон стручноста, а сето тоа нема врска со Европа или со тоа како светот е да живува Македонија, се поставува клучното прашање. Зошто државата се празни? Па ете затоа што ја водат повторувачи. И денес истата слика како пред 15 години? Мислам дека емпириските факти, значи емпириската проценка дека фактите се дека квалитетот на живот кај нас е се полош. А тоа што го имам кажано дека државата ја водат повторувачи, мислам, тоа го гледавме на дело, го гледаме на дело. Манчевски на крајот често патувате. Државата вели ние сме Европа. Географски припаѓаме на Европа. Меѓутоа, кога патувате низ европските метрополи и кога ќе дојдете во Скопје, колку ние фактички припаѓаме на Европа? Колку сме внатрешно европеизирани? Па не знам. Не знам, сигурно негде во Европа има толку многу коли на тротоар и сигурно негде во Европа има толку неквалитетно живење со загаден воздух, со згради набутани една до друга, со луѓе кои покажуваат толку многу непријателство еден кон друг. Сигурно го има тоа негде во Европа, ама ја одамна го неам видено. Надвор од Скопје. Благодарам за гостувањето во Тренинг, ми беше задоволство. Фала и вам. Буџетот во собрание, буџетарите на улица. Меѓународниот монетарен фонд побара поголема дисциплина во трошењето на значително намалување на средствата за субвенционирање, директни или индиректни. Во овој вовет мал редица на дилеми и провокации за вечерашниот соговорник, вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи. Господин Битичи, деновиве рековте дека ќе ги зголемите блок тарифите за струја, веднаш по тоа како да стигна демант од првиот човек на регулатор, на кој рече дека нивниот опсек нема да се намали. Што е конечното решение? Ќе има зголемување на цената на струјата и дали оние кои се посиромашни или пониската тарифа треба да бидат загрижени од можното зголемување на цената на струјата и за колку? Кажав и пред некој ден и пак повторувам дека најголемиот број на корисници на електрична енергија во нашата земја не треба да бидат загрижени дека цената или ударот за било каква нова одлука за цена ќе биде на грбот на тие кои што
во овој момент ние ги рачунаме како поголемиот дел од потрошувачите во земјата. И имено тие што се во блок тарифата 1 и 2 се некаде од прилика 97,8% од корисниците. Јас и тогаш и сега повторувам дека сметам дека е соодветно да се но секако регулаторна комисија за енергетика тоа треба да го каже дека во блок тарифата 3, таму кај што се поголемите корисници, и блок тарифата 4, дека треба да има одредени интервенции за да биде поголем офатот на тие кои што трошат повеќе и секако влегуваат во категориите на граѓани кои што и се поимотни. И затоа кажав дека може би неблагодарно некој за политичари да ја кажат вистината, но тоа што го почнавте вие во вашата емисија, едно од договорите кои што го направивме со Меѓународниот монетарен фонд е дека постепено ќе треба да се намалуваат субвенциите, но не кон граѓаните. Субвенциите кон тие кои што ја произведуваат електричната енергија наспроти и ја испорачуваат наспроти ЕВН Хом, а тоа е електростопанството на електрани на Северна Македонија или попознато како ЕСМ. Но се со цел да на крај цената или негативните импликации, да ги кажеме, не паднат кај граѓаните. И затоа сметам дека не треба да бидат загрижени граѓаните. Менувањето евентуално на тоа што го најавувам би требало да биде за да се направи поправеден начин на тарифирање на електричната енергија на тие кои што имаат повеќе за да плаќаат приближно на пазарната цена. Како ќе се компензира и цената на парното, бидејќи и во овој дел има се уште се субвенционира дел? Па да, и како за електричната енергија, така и за топлинската енергија. Минатата година беше субвенционирање и ова најверојатно ќе биде донесена одлука на влада за субвенционирање по одреден процент на топлинската енергија. Се прават последните пресметки од ЕСМ Топлификација, која што го презема менеджирањето, раководењето со топлификацијата во градот Скопје и соодветно со последните пресметки ќе треба да се донесе соодветна одлука на влада. Регулаторна има веќе одлука за приближна за цена, но таа е не субвенционирана, така да мислам дека наредните 10 дена би требало пред да стигнат првите сметки кај граѓаните да има финална одлука за колкав ќе биде процентот на субвенционирање. Господин Бетичи, македонските плати и пензии се најниски во регионот, иако се надмина онаа граница од 600 евра просечна плата, сепак на сена подолг период, особено последниве 10 дена, имаме социјално незадоволство. Како ќе го амортизирате овој удар од постојан револт, инсистирање за зголемување на платата кај судската администрација, обвинителите, фондот за здравство и ред други? 2018 кога бев советник на тогашниот премиер Заев, но и понатаму како вице-премиер, секој сум кажувал дека недостатоците кои што се заради неносење на одржливи одлуки од различни власти не може да ги преиначите и да ги надминете преку една ноќ. Немањето на системско решение за платите во јавниот сектор, последицата на тоа е ова што денеска го гледаме. Кога си поигрувате со судбината на поголемиот број на луѓето во јавниот сектор заради политички цели, ова е цената која што ќе имате на крај на денот. За жал, на сите во јавниот сектор, некој си поигрувал 20 на години со нивните судбини и нивните животи, затоа што евентуалното зголемување или добивање на надоместок соодветен, достоинствен за работното место и за нив како такви, го гледале само низ призмата на партиско-политички агенди, а не низ призмата на достоинството на секој еден граѓанин. И ние тоа сакавме да го сузбиеме и за жал не можевме во 2020 заради COVID, не можевме во 2021 заради економската криза и COVID последиците, не можевме во 2022 заради енергетската криза и почнавме во 2023
и после низа на години, децении не носење на општиот колективен договор, ние направивме джентлменски договор во општиот колективен договор. За прв пат има јасна методологија какви ќе бидат платите на јавниот сектор на наредните 20 години, се додека секако општиот колективен договор ќе треба низ години да се подобрува, но ја велам веќе е јасна визијата за какви плати треба да очекуваат вработените во јавниот сектор со новата методологија во општиот колективен договор. Меѓутоа, господине Бетичи, реалноста е сосема поинаква. Фактот е дека меѓу граѓаните постои незадоволство. Животниот стандард е драстично зголемен, Ке кажам. а платите се мали. Ке кажам. Значи, да зборуваме со факти. И некогаш не сакам никого да обвинам, но за жал општиот колективен договор се донесе една година подоцна, токму заради тоа што едната страна во преговорите одлучи дека штрајкот е подобрата опција, не го преговорите. И тогаш се прекинаа преговорите и немаше преговори се додека се вратија на преговарачката маса за да го постигнеме договорот. Се обидувате да ја префрлите вината на другата страна? Не, апсолутно. Јас само сум човек од збор. Ние донесовме одлука, направивме договор во општиот колективен договор и сите вклучени страни рекоа дека ова е најдоброто што можеше да се случи. За жал, после месец дена го добивме ова што сега го добиваме. И ајде да ги видиме кои се фактите. Ќе ја земеме базната година која и да е. Еве во судство и обвинителство. Ќе земеме базна година во 2014. Од 2014 до 2023 за 77% се зголемени платите на службениците во судството. За 77%. Земете, видете инфлацијата низ години, ќе видите дека во суштина платите, порастот на плати е поголем него инфлацијата си во овие години. Ќе бидам многу директен. Дали ќе им излезете во пресрет на барањата на луѓето кои подолг период најавуваат зголемување на платите? Они добија зголемување на плати сега во септември. Целиот јавен сектор добија. Меѓутоа, лавината на реакции почна од моментот кога беа драстично зголемени за 78% платите на функционерите. Не беа зголемени за 78%, туку беа усогласени после одлука на Уставен суд, која што со претходна одлука на владата од 2011 беа замрзнати начинот на пресметка на платите за избраните и именуваните лица. И јас сум кажал, секоја среќа што Уставниот суд не донесе пресуда за укинување на таа одредба, за да не се вратиме да плаќаме наназад на избраните именувани лица платите кои што не им биле исплатени, туку едноставно се направи само усогласување. И таа е реалниот пораст на просечната плата низ години кој што се случувало и така се доби усогласување. Јас сум еден од тие кои што вели дека треба да има, заради секако реакцијата на сите, но и состојбите кои што ги имаме во државата, дека треба да имаме одредена интервенција во законското решење. Најмалку што можеме да направиме е да не овозможиме следната година да има пораст на платите на избрани и именувани лица заради методологијата за пресметка на платите. Такви се ветувањата на министерот за финансии дека во март идната година нема да има зголемување. Таков е и буџетот кој што е отиден и затоа што имаме веќе договор дека нема да има секако зголемување, но јас искрено сметам дека може да има одредена дури и сегашно намалување, можеби не на нивото на кој што претходно беа, затоа што треба согласност од различни чинители на општеството, вклучувајќи и судство и обвинителство и така натаму, и затоа сметам дека секое друго решение е подобро него сегашното решение. Но тие пари мора да отидат кај тие што се најранливи категории кои што највише им е потребно. Пак ќе се вратам на протестите. Јас кажувам дека местото на преговори е долгорочни системски решења, а не адхок решења за да се умили 10 или 15% од секторот. Јас сум сигурен дека во овој моменти да седнеме и да кажеме дека ќе даеме дополнителни 10%, за 2 до 3 месеци
ќе имаме ново барање за дополнителни 10 или 15%, можеби не од истите, туку од нивни колеги од друг сектор, и тоа е лавина на која што никогаш нема да стигнеш. Фактот дека постигнавме системско решение е одговор токму на тоа што се боревме. Еве ќе земам една друга категорија на граѓани кои што сметам дека конечно достоинствено почнуваме да им го решаваме проблемот, а тоа се пензионерите. После низа на години донесовме законско решение со кое што резултатите се дека заради системското решение ги вадиме од нивото на сиромаштија и го подобруваме животниот стандард. И фактите се еве ги не спорни. Ако во март 2021 година со тогашната методологија за усогласување на пензиите, просечната пензија на пензионерите била 15.664 денари. Заради немање на методологија, законско решение како што сега го имавме, они во септември добиле 15.872 или просечната пензија е зголемена само за 200 денари. За да после носење на методологијата, во март 2022, просечната пензија веќе се качува на 16.380, за да во септември 2023, значи март 2022, септември 2023, просечната пензија се искачува на 20.122 денари. Значи, за цели 5.000 денари изголемување на просечната пензија во неполни 2 години. Ова е резултат на дефинирана методологија, законски одржлива методологија која што конечно ќе го врати достоинството на пензионерите во нашата држава. Сега еве еден друг број кој што е неспорен, но никој не сака да го збори. Ајде да видиме колкав е бројот на пензионери пред воведување на методологијата до така наречениот праг на сиромаштија. Во 2021 корисници на пензија до прагот од 14.000 кој што го зема Светска банка како праг на сиромаштија во нашата земја, корисници на пензија биле над 160.000 пензионери. За да во септември 2023 тие се само 86.000. Значи, за скоро двојно е намален, за 50% е намален бројот на пензионери кои што оттишле над прагот од 14.000 денари. А да не кажувам дека 60.000 е бројот на пензионери кои ја надминувале, ја поминале границата на просечната пензија на 20.000. Ова се вистинските резултати. Мораме домачински да се однесуваме кон државата, да си ја сакаме и да си ја негуваме. А тоа е дека секој мора соодветно да им се решава проблемот и достоинствено да се третираат. Пензионерите да се третираат достоинствени, вработените во јавниот сектор да се третираат достоинствени. Но при тоа треба една работа да не забравяме. Кога сме вработени во јавниот сектор, ние сме на служба на граѓаните. Не се најбитни луѓето кои што се вработени во јавниот сектор. Најбитни се граѓаните дали се задоволни со нашите услуги. И кога јас ќе кажам дека граѓаните не се задоволни од услугите во здравство, во образование, не го кажувам јас, тоа го кажуваат граѓаните. Јас сум еден граѓанин кој што ги користи истите услуги. И не може да од другата страна добијам одговор дека како вице-премиерот не повикува. Да, затоа што истото го барат од мене. Го барат решавање на проблемот од мене како вице-премиер за луѓе кои што велат дека го заслужуваат. Јас велам, секој еден граѓанин на нашата држава заслужува квалитетни услуги во нашата земја, независно во кој сектор Господин Бетичи, дали знаете зошто граѓаните се незадоволни од администрацијата, од гломазната администрација, од неефикасните институции? Дали е тоа резултат пред се на партизацијата на институциите, од ваше време, па и од времето на владата на Груевски? Од моје време сигурно не. Партизацијата на јавниот сектор е последица на недоволното и недржавничко однесување на тие кои што со децении владееле во нашата земја, а тоа не е СДСМ. Во ред, меѓутоа, немојте да заборавите дека веќе 7 години сте на власт. Да, од кои што 4 години во крајни кризи,
во кое што секако секоја една реформа не може да се направи без еден јасен компромис и консензус помеѓу политичките чинители. Знаете исто така, и сме го разговарале заедно во низа на емисии, дека ние за жал и во време на кризи немавме разбирање дека е потребно да се донесат мерки за нашите граѓани, затоа што очекуваат дека од тоа ќе имаме политички бенефит една партија наспроти друга партија, а замислете ги носевме мерките за помош на граѓаните. И затоа да, се согласувам дека мора да се стави ред, конечно во јавниот сектор, дека треба да се намали партизацијата, дека треба да се намали вкупниот број на вработени во јавниот сектор, да се зголеми продуктивноста и да се зголеми ефикасноста. Буџетскиот дефицит и натаму е поголем од капиталните расходи. Во изминативе 3 години не се почитувало златното буџетско правило. Оцени деновиве даночниот експерт Павле Гацов. Што е вашиот став во однос на ова? Различно гледиште, затоа што мислам дека до минатата година не беше скоро воопшто возможно да се почитува златното правило. И наназад, враќајќи се наназад, може 5 години, ево во наше време на владење, ама може да се вратиме и 10 години во владење и на ВМРО, може и 15 години наназад во владење на ВМРО и ќе видиме дека никош не се почитувало златното правило, за да дојдеме во година на криза, во 2023, конечно, во почитување на златното правило, ама јас велам да го почекаме крајот на годината. Во овој момент, еве, ги споредува податоците после изјавата на господинот Гацов и денеска сме на 70% реализација од капиталните расходи, капиталните инвестиции, веќе на ниво од 3 милиарда 145 милиони денари или приближно над 510 милиони евра, што е повеќе од вкупниот дефицит оваа година во реализација. Но јас ќе почекам крајот на годината за да потврдиме дека императив на сите реформи, системски реформи кои што се направени, ќе биде да златното правило се испочитува, но ја не велам дека треба да се зборува за златното правило. Тоа треба да биде императив на секоја една влада, на секоја институција и на луѓето кои што таму работат. Треба да биде впрегнато во начинот на како они зборуваат, размислуваат и работат. Следите тренинг со говорник е вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бетичи. Постои соведен политички квалификатив дека ДУИ ги контролира инфраструктурните објекти, а СДСМ енергетските проекти. Зошто се одлучивте за Чебрен да се даде на грците и дали не успеавте или не можевте да успеете да обезбедите средства од ориентацијно 100 милиони годишно за сепак тоа да биде македонски капацитет? Прво, неколку сузбивање на митови или предрасуди кон Чебрен. Овој тендер, јавна постапка за градењето на Чебрен е 14-тиот поред. Значи имало 13 обиди претходно, повеќето од јавните постапки се во времето на ВМРО. И најверојатно не можеле да се договорат кој треба да го добие тендерот, заради тоа што имаме едно такво искуство со едно такво автопатско решение на договарање. И ние немавме. За нас императив беше дека Чебрен е битен за енергетиката во нашата земја, за зелената транзиција и како таков мора да биде направен. И затоа имаше јавен повик. Чебрен е проект кој што чини некаде отприлика 1,1 милиарда. Ги слушавме сите чинители, сите засегнати страни, сите експерти и затоа одлучивме дека нашиот влог ќе биде минимален. Затоа рековме дека нашиот влог нема да биде од првиот ден од потпишување евентуално на договорот за градење на Чебрен, туку ќе биде од кога ќе биде изграден, за да видиме реално дека навистина проектот ќе го има и затоа тоа што е вториот мит кој што треба да го сузбијаме дека
Секоја се размислувало за Тиквеш како влог во проектот Чебрен, ние ќе го даеме 3 месеци од кога проектот ќе биде пуштен во функција. Рековте дека сте се консултирали или дека го слушате, ги слушате реакциите на научната и експертската јавност околу Чебрен, но пораките од делот експертите велат дека решението или одлуката да се даде на странски инвеститор не е баш најповолното или најдоброто решение. И дека тоа сепак можело да биде македонски, да остане во рацете на македонските. Тој останува во рацете на македонската влада, затоа што нашата страна, македонската влада, преку ЕСМ се здобива со 33% од собственоста на Чебрен, без при тоа значително да внесе финансиски средства како издаток во тешки времења на кризи како што сме сега. Секако јас секогаш сум отворен да кажувам и да ги прифаќам советите, но прашањето што е логично прашање зошто тоа не се направило пред 15 години ако било толку лесно за било која влада да направи таков еден сериозен проект. Дали можеби не веруваме дека има доволен капацитет за проектирање на таков масивен објект во државата, па затоа се бегало да не се изгради, затоа што ова не е проект кој што денеска ние го проектиравме па го пуштивме, туку 32 години слушаме за Чебрен, а никогаш до сега не успена ниту една влада приближно да го доведе до фаза на реализација како што ние го доведовме. Затоа што за нас клучно е дали ќе креираме иднина за целосната енергетска транзиција и стабилност за следните генерации или ќе продолжиме да водиме политика и партиски превирање како што некој сакал тоа да го направи. Да видиме, да оставиме на времето да видиме дали ова е паметна одлука. Јас ви гарантирам дека ова е една од попаметните одлуки во независна Македонија во 33 години. Дали алчноста ја креира политиката на власта по профит со власта заштитени од криминал? Секој индивидуално. Сметам дека таа индивидуална категорија која што луѓето или ја имаат или ја немаат. Веројатно, ако сакаме да споредиме тоа што се случуваше во 12 години на владење, кога гледавме како никнуваат бели палати и различни објекти кои што не водеа никаква придобивка за обичниот граѓанин, сметам дека вашата констатација е таа, дека во суштина алчноста на тие кои што доаѓаат на власт за личен профит било нивен императив, ама тоа било во времето на ВМРО ДПМН. За да сега јас знам дека јас и моите колеги секојдневно работиме за да подобриме работи кои што во недостиг на таков државнички капацитет во изминатото треба ние тоа да го направиме. Но за жал, времето не гази, а секако алчноста останува како категорија што е лична и спаѓа во тоа што јас секогаш се повикувам, а тоа е лична одговорност наспроти колективна одговорност. Ставивме акцент на економијата, на крајот две политички прашања, председателски и парламентарни избори. Дали на следните парламентарни избори ќе има предизборна коалиција со ДУИ? Прво, има низа на прашање. Ние како политичка партија имавме став дека треба да имаме одвоени избори, а тоа е првично председателски па после парламентарни, но ние го покажуваме нашиот демократски капацитет за да разговараме со сите други политички чинители, дури и со опозицијата, која што е несвојствено научена дека треба да седнува и да преговара и разговара. И затоа дури сме спремни да, ако на преговарачка маса, вчера веќе председателот на владата и председател на политичката партија СДСМ најави дека во декември ќе има преговори за датумите за председателските избори и дискусија дали може да се заеднички изборите. И сметам дека тоа покажува нашиот демократски капацитет за да преговараме. Не својствено за другите партии, пак ќе кажам. Сега да се вратам на вашето прашање, дали со ДУИ
Јас велам зошто не со ДУИ, со Алијанса и со сите проевропски сили во нашата земја, затоа што следните избори ќе биде битка помеѓу нашата европска иднина, иднината на нашите деца, наспроти враќањето назад некаде каде што не знаеме која иднина ќе треба да ја избереме. Дали Фатмир Бетичи ќе биде премиер на прашинската влада? Јас сум кажал на неколку наврати дека ако, бидејќи тоа е договор коалицијски помеѓу двата поголеми коалициони партнери, а тоа е Социјалдемократскиот сојуз и Демократската унија за интеграција, ако евентуално се бара профил како што Фатмир Бетичи овие години го има изградено и покажано, и таков профил треба да биде поставен, јас сум спремен да одговорам позитивно, но секако не под цената само затоа што сум албанец. Ви благодарам за интервјуто. Благодарам и вам за поканата. Гостин во Триник и соговорник беше вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бетичи. По кратката пауза за реклами следуваат и останатите содржини за ово издание на Триник. Една вест се уште делува збунувачки. Македонија би требало да добие околу 4 милиарди евра за затворање на рек Битола и енергетските замени на овој најголем енергетски систем. Зелена енергија станува најважната инвестиција во земјите во развој. Газ, фотоволтаици, хидропотенцијали. Тоа се главните столбови на енергетската стратегија на државата. Денове е актуелна хидроцентралата Чебрен. Од времето на Хидро Козјак во Македонија нема капитална инвестиција во овој сектор. Професор Атанаско Туневски, екс-директор на МЕПСО, сега член на регулаторна комисија, е гостин во ова издание на Триник. Господин Туневски, повеќе од 2 децении се зборува и се планира Чебрен. Грците ќе го градат Чебрен. Донесена одлука според која овој проект би се градил меѓу 7 и 10 години. Вие сте еден од оние експерти кои смета дека Чебрен треба да биде македонско производство. Дали тоа е од патриотска гледна точка или пак се сомневате во капацитетот на грците дека може да го реализираат овој стратешки проект? За нас јасно најдобро да Чебрен биде македонски објект на крај. Со тоа ќе се подигне енергетската независност на оваа држава. Таа енергија од Чебрен ќе биде македонска енергија, односно македонска струја. Со водите на Црна река ќе управува македонска компанија. И во секој случај лесен е доказот дека подобро за сите нас, подобро за државата Македонија е Чебрен да биде 100% македонски, да речем, објект. Дали е тоа можно? Можно е, и тоа лесно е докажливо дека е можно. Оваа држава има буџет од 5,5 милиарди евра. Ние ќе го градиме Чебрен, вие велите 7 години, но очекувам да биде 10 или 12, затоа што ние Козјак го градевме 10, а Козјак е по-лесен за градба објектот од Чебрен. Значи со 10 до 12 години време траење на градба на Чебрен, ние можеме како држава да издвојуваме по 70 милиони евра годишно и за околу 800 милиони евра да го изградиме Чебрен и на тој начин оваа држава ќе го има Чебрен во своја собственост. На тој начин сигурно ќе биде подобро од што било кому од странство да го дадеме тој објект. Дали е ова бизнес на векот или штета на векот, имајќи во предвид дека со влезот на грците во Чебрен, всушност грците би ни ја отстапиле струјата по берзанска цена, а не како свој производ? Цената што сега ХЕЦ Тиквеш ја дава, ХЕЦ Тиквеш ќе влезе во таа нова компанија што ќе се формира со грците, и струјата што Чебрен ќе ја дава, и двете се планира да бидат на берзански цени. Тие берзански цени во моментов се 5 пати поголеми од цените по кои таа струја сега се пласира на нашиот пазар. Тоа автоматски значи дека ние како народ, таа струја од ХЕЦ Чебрен и од ХЕЦ Тиквеш, кумулативно ќе ја плаќаме 5 пати повеќе од што ја плаќаме денес. Тоа се сериозни суми, значи не се работи за мали износи. Различни берзански цени ќе дадат различни резултати, но се работи за отприлика само за ХЕЦ Тиквеш околу 2 милиарди евра
2, нешто милиарди евра. Зошто? Затоа што 150 гигават часа дава ХЕЦ Тиквеш по берзански цени што владееа лани, не знаеме какви ќе бидат виднина, но владееа лани, таа енергија помножена по берзанска цена и помножена по 60 годишна концесија ќе даде 2,4 милиарди евра. Господине Туневски, зошто се избрза да се даде Чебрен на грчки инвеститори, иако имаше и втора понуда од германците која беше далеку пополна? Па пред 10 години, не знам точно, но отприлика пред 10 години, ние како држава добивме понуда од германците да го дадеме ХЕЦ Тиквеш и сето тоа што сега се планира да се даде на грците да се направи со германците. И тогаш германците нудеа да дадат 48% удел на државата во таа нова компанија. Тогашната структура раководна во ЕСМ и во државата веројатно оцени дека тие 48% се недоволни и не го потпиша договорот. Сега се вели дека овие 33% се доволни и дека се компензација адекватна на она што државата ќе го вложи. А велам ќе вложи 4 крупни работи, ХЕЦ Тиквеш со годишно производство по берзански цени на струја околу 40 милиони евра, пристапни патишта, 400 киловолтна трафостаница и експроприација на земјата. Малку е чудно да 33% денеска се прифатливи, а 48% пред 10 години беа неприфатливи. Дали е консултирана правната и експертска генерално јавност околу овој проект? Според моите сознанија, УКИМ како водечка академска заедница, водечка високообразована институција во држава не е воопшто консултиран. Значи, ние немаме став ниту на УКИМ како институција, зборувам јасно за Универзитетот Кирил и Методи, ниту пак поединци од УКИМ се вклучени во процесот и ова е направено без поддршка и без знаење на УКИМ како институција. Ние наназад 5-60 години го градиме УКИМ точно во овие моменти, во вакви деликатни моменти да даде свој придонес. Нас не ни треба универзитет само заради универзитет, нас ни треба универзитет кој што ќе помогне во овие пресудни моменти. Значи би било добро владата да го праша УКИМ и да добие официјален став на УКИМ како институција што мисли за овој проект. Јас не велам дека УКИМ ќе мисли дека не треба да се гради или не треба да се даде на странски партнер, не пријудицирам што ќе каже УКИМ, но треба УКИМ да се консултира. Тоа е моје согледување. Дали постои политичка поделба преку давање на стратешките објекти, поточно да бидам поконкретен, автопатиштата им ги даваме и ги контролираат ДУИ, а енергетиката СДСМ? Не би сакал да навлегувам во тие политички поделби. Јас само ќе речам дека како што оваа држава имаше милиарди и пол евра да даде за патишта, значи зема кредит кој што ќе треба да го враќа, а тој кредит изнесо милиарди и пол евра, ќе беше подобро да тие милиарди и пол евра ги вложи во изградба на Чебрен кој што чини велат милиарда, но мислам дека може и за помали пари да се направи. Како државата успеа да обезбеди финансиски средства за изградба на коридорите 8 и 10Д со американско-турската корпорација Бехтел и Енка, а нема средства за изградба на Чебрен? Тоа е многу чудно. Ме разбирате, тоа исто како да на некој инвеститор што во патишта му ја дадете делницата Скопје Тетово Гостивар и врз база на тоа што ќе го приходува од Тетово Гостивар да го гради коридор 8 и коридор 10. Овде се дава ХЕЦ Тиквеш и кажав што уште друго се дава на тој што ќе го гради ХЕЦ Чебрен. Енергетски објект е секогаш полесно се добие кредит, тоа што кредит за патишта. Значи ваму каде што е полесно да се добие кредит, не одиме со кредит, а ваму каде што е потешко да се добие кредит, каде што патиштата не е сигурно дека се рентабилни, одиме со кредит. Значи оваа држава најдобар доказ дека има пари за Чебрен е што ги гради патиштата. Како што има пари да се градат патиштата, сигурно ервелам има пари да се изгради Чебрен и да биде наш. Па ние да раководиме и со струјата, и со водните ресурси во сливот на реката Црна река. Има уште една контравеза, ова е сериозен тест за јавно-приватно партнерство, но правниците велат дека тоа може да се склучи само за 30 години, а концесијата за Чебрен е двојно подолга. Како ќе се премости ово ограничување? Има колизија во Законот за води, вели може концесија за вода ако се гради хидроелектрична централа
на 60 години. Значи се дава концесија на вода на 60 години ако се работи за хидроелектрична централа. Од друга страна, по Законот за јавно природно партнерство и во Законот за концесии, се вели не можете вие фирма да формирате на подолго од 35 години. Едното со другото е во колизија. Како тоа ќе го решат правно, не ми е јасно. Значи, јас во моментов не знам какво е решението. Одговорните лица може би го имаат решението, но треба прво тоа да се реши за било што понатаму да се прави. Значи, треба ЕСМ да направи компанија со грчкиот партнер, која што ќе биде на подолг рок од што законот дозволува. Два големи стратешки проекти, како два големи стратешки проекти ги најави владата. Едниот е изградбата на автопатиштата коридорот 8 и 10Д, другиот голем проект е овој Чебрен и уште од самиот старт со низа контроверзии. Видете, Чебрен сега владините представници го фалат, ама вака замислен Чебрен не е наш, не е македонски и не е тоа добро. Чебрен треба да биде наш македонски на крај. Значи, они велат, ќе дојде грчкиот партнер и после 60 години ќе ни го врати во наше владение. Па после 60 години тој Чебрен ќе биде амортизиран. Разбирате, значи 60 години е предолг период. Чебрен се фали, но тој треба да биде наш па да се фали. Разбирате, значи проектот треба да биде македонски проект, па ајде сега да ги видиме бенефитите од тој проект. Не да се фали нечи туѓ проект, да се вели Чебрен ќе обезбеди енергетска независност на Македонија и слично. Како може Чебрен да обезбеди енергетска независност на Македонија ако Чебрен не е македонски? Значи, ако е Чебрен грчки, сеедно чист, трански, тогаш Чебрен не ја помага енергетската независност на Македонија, туку напротив, ја одмага. Зошто ја одмага? Па затоа што ние го имаме ХЕЦ Тиквеш кој што во моментов е македонски и го ставаме во таа нова компанија која што не е македонска. Велат тие дека 33% ќе биде македонска, но јас се плашам дека тие 33% македонска ќе се намалат во пракса на многу помалку од 33%, затоа што ние немаме 33% од струјата на ХЕЦ Чебрен и ХЕЦ Тиквеш заедно, туку имаме 33% од ќарот што тие хидроцентрали ќе го прават. Во пракса тој ќар може да се направи, да се минимизира, да се направат трошоци што се така големи да тие 33% не бидат 33, туку бидат многу помалку, 20 или 19 или 22. Дали во последен период во државата се шири економски национализам, страф од слободниот капитал, пазар, се добива впечаток дека во последно време во јавноста се форсира самодоволност, а тоа е непазарна економија, па имаме не за Иловица, не за Чебрен, не за македонска почва за странските фотоволтаици. Зошто имаме предрасуди кон странските инвеститори или кон влез на странски капитал? Оваа држава до 1990 па и потоа со градбата на ХЕЦ Козјак и на ХЕЦ Света Петка покажа дека изградба на еден енергетски објект воопшто не мора да се направи со стратешки странски партнер. Значи стратешки странски инвеститор на оваа држава не и требаше никогаш досега. Меѓутоа, факт е, господине Туневски, дека 3 децени ние зборуваме за Чебрен, па и за Галишта? Па ние зборуваме 3 децени за Чебрен и Галиште, затоа што тие 3 децени ги потрошивме на тендерски документации на 14 јавни повици врз база на погрешна документација. Значи не седнавме да направиме како народ, како држава, издржана тендерска документација врз база на која ние самите ќе го изградиме. Сето ова се базира на грчки проект кој што е 30 години стар со застарени податоци и заради тоа пропаѓаат 13 тендери. Сега 14-тиот е добар, ама прашање колку е добар за државата, мислам дека е пред се добар за странскиот партнер, не е добар за државата. Австриците влегоа во ЕВН, грците ќе влезат во Чебрен, дали ние ги распродаваме нашите стратешки капацитети? Јас на нас за 20-25 години зборувам дека сите енергетски капацитети во оваа држава мора да останат државни. За жал, дистрибуцијата 2006 година се продаде на австрискиот инвеститор и ние гледаме, барем по мои сознанија и по мои видувања, дека од таа продажба нема бенефит Македонија, туку има бенефит странскиот инвеститор. Се плашам дека и овде, ако влезе грчкиот партнер, бенефит нема да видиме ние, туку ќе види грчкиот партнер. Дали за ваквите договори се кријат и можност за корупцијски сомнежи? Јас немам сознанија. Навистина немам сознанија, но јас цело време се обидувам фактите кои што се во прилог на изградбата на Чебрен
од со македонски пари, да тие бенефити, да тие аргументи ги пласирам во јавноста. Секој оној кој што вели не можеме ние, туку може само со странски партнер, треба да го докаже тоа. Како тоа Македонија од странскиот партнер ќе биде позадоволна од самата истата таа Македонија ако сама го изгради. Ме разбирате, никош не е добро да некој вас ве раководи, секош е добро да вие бидете газда. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и на вас на поканата. Тука е крајот на уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време. 20 часот и 45 минути. Во меѓувреме читајте на triling.mk.